По 10 месеци од големите оштетувања денеска започна реконструкцијата на клучниот мост за општината Карбинци, кој преку Брегалница по најкраток пак ја поврзува со повеќето други општини. Оно што ќе се работи од денес па натаму ќе значи една реконструкција на оно што се случи пред 10 месеци, имено паднатиот столб кој што се случи од самото невреме тогаш, ќе биде реконструиран, се надевам дека без посебни потешкоти до крајот на месец ноември или некаде до почетокот на месец декември. Што по-конкретно подразбира реконструкцијата? Според техничкиот проект потребно е да се санира столбот Т7, да се подигне конструкцијата, не се менува, да. Значи треба да се покрене, да се санира тој пропаднат столб и темел и да се направи потпора негова, да може да се санира, да се подигне целиот мост и да се реконструира и да биде повторно ставен во употреба. Според министерот за локална самоуправа Горан Милевски, градежната интервенција е неминовна. Мораше да се интервенира, проблемот настана неочекувано, бидејќи мостот, како што кажавте, еднаш е реновиран, ова е по втор пат каде што овој мост се оштетува. Оваа програма е таква што е едногодишно отворена, така да можевме да интервенираме. Другите програми од министерствата немаа простор да помогнат и затоа ние излеговме во пресред. Поправката ќе чини над 10 милиони денари, од кои 5,8 милиони денари се дел кој обезбедува министерството, а 4,8 општината. Пари кои според Паунов сега и не мораше да се инвестира, а тако за мостот грижата беше поголема. Мостот во минатото е реконструиран целосно. Јас сум инаку и должен на граѓаните да се извинам за сите мои претходници кои што можеби до ден денес не воделе повеќе сметка за ова место и за денес да ни се случи повторно да вложуваме средства на грбот на граѓаните, на трошок на државата и на општината. Оштетениот мост е лоциран во продолжение на индустријската зона во Карбинци, помеѓу селата Таринци и Долни Балван. Долг е 100 метри, граден е пред 10 години и е општинска патна артерија кон останатиот дел од регионот и голем дел од државата.